Абе не, она, ај са ти полека, буква по буква, се да ми објасниш, ја да си запишам. Не, она, шо? Полека, сега ќе ти објаснам ко на полицаец. Ти крив, што си глуп. Проектот се вика "Што курбараш овде во темница, они фотокопираат на друго место најглуски". Штом влезам во маркетите ЗУР, одма ми текнува на бугарашите и мојот Кокер Шпаниел. Значи, немојте па да мислите дека се ја правам реклама платена за овие маркети, што ги спомнав. Нема врска, него бев тамо, па ми текна малце урима, многу ми интересно името тоа. ЗУР. А иначе сум баш идиот, онака, мислам, никад до сега немам наплатено на реклама. Сум направил онака неколку од кејф, пример, за пријател, или тогаш инцидентно за прце, на прце каква реклама сум направил. Губиле од барање. Викам, како, не те чарчав пред време да знаев. Јеби, исто, кога носев на пред известно време, имам тренерки, брат ми ги даде, Пума, многу добри, онака, баш оригинал. И јас со Пума тренерка, ти толку ми текно, идиот. И еден пријател ми вика, бе, ти знаеш што те зборат сите дека Пума, човече, дека ти овакво, ти плаќа, вика, за тоа што носиш, вика. Абе, вика, си ми е тренерката, вика, бесплатна реклама им правиш, вика, зашо? Викам, човек, не ми текнало да му евеш матер. Толку ја имам иначе предпримачки ум. Што не ме спречува, утре заутре некој што сака вака како прце, не сакајки тога што као упадну прича, да се изрекламира преку мене, нормално јас ќе му направам топ духовита реклама и као ќе има ефект ако и кај други што имаше до сега. Иначе до сега стварно никад не сум направил таква работа, али ако некој сака не е проблем. Ова е нормално, ќе се договорим. Но, друго ми беше поинта во со влегување во ЗУР, ми беше многу интересно. Многу ми е интересно тоа име, кој ќе чујам ЗУР. Нема веќе. Значи се заинтересирав нешто денојве и стварно влегов, почнав да гледам некои фајлови, да вие што искочија новиве на Епштейн или Епстин, како сакате да го ебам. И излезе дека само мене ме нема во фајлови. На Епштейн. Абе, само мене ме нема. Дури онака малце ми падна незгодно. Абе, све живо унутра, луѓе, ја кога ги гледав тамо, мислам, немаш сите да ги видиш што се. Луѓе, од скандинавски, норвешки, дански, бивши министри, сегашни, не знам што биле, функционери во Обединети нации, од Британија, Франција, Шпанија, кур се тресе, нема земја што нема. Од бизнисмени, од големи корпорации, од западнава хемисфера, од тајкуни, бизнисмени, политичари од Азија, мала, голема, средна, пичке си матери некоја, значи, луѓе, нема кој нема внатре. Сега, видете, не дека сите иделе на островов, на Епштейн да прцаат деца. Сигурно некои били овакво, мада малце чудно, пошто. Иначе има еден многу интересен файл од овој Елон. Му пише на Епштейн, вака му вика. Малце тука се парафразирам. Брате мој, кажи ми кога ќе имаш некоја од тие најлудите твои журки на островот да дојдеме со жена ми. Фак. И после овој вика, се оградува Елон Маск од него, вика, немам врска со него. Кој? Елон? Ја него ни познавам него. Како што сега сите овака си ги мијат рацете од него. Никој не го знаел, ни Трамп, никој не го знаел. Фотографии врие. Тоа мејлови врие. Тоа овие преписки што правеле на разни теми врие. Не сам да видите само дел од фотографиите. Мислам, немаш тоа све да го видиш нормално. Луѓе, и кој ќе видиш кој све од светов, од таа некоја елита, глумци, пеачи, Боже, што никад не би помислил вака, си го гледал на филмови, си го рачунал за некој такви улоги играл, све некој емотивни, си го рачунал за некој појма, немам дека приватно е многу така алтруистичен, дружелюбив, фин, добар, на мравка не гази тие човече тамо, се разгоропадуеле на тоа островот. Значи, таму има клипови, фотографии, делови се некои се вака поја. Значи, стварно, сваќате дека кој свет долго нема да тера вака. Дека ова не може вака да продолжи. И, што е најинтересно од све,
Така, барајки, читајки, гледајки по овие фајлоиве некој, случајно најдов на еден податок и решив да го проверам. Приказната со островот на Епштејн не почнува со него. А после подсетете ме, како ќе ме подсетите да ви кажам и дека не завршува и како не завршува. Но прво да ви кажам дека не почнува со него. Значи пред Епштејн имало друг Епштејн, мислам ова фигуративно малци, иначе не се викал Епштејн. 1907, средината на 70-тите години од минатиот век, 1975-76. Нафтен магнат. Не знам се име и презиме како му беше, не одам сега до толкова. Решава да направи синџир од педофилски, педарски синџир. Се наоѓа со у тоа време некој си тип што бил професор или наставник по физичко некаде, не знам каде, у некој тие школите нивни средни, појма немам како се викаат, коледжи, не појма. И го зимаат островот и на островот на лисицата Фокс Ајланд во на езерото Пичиген, Мичиген, Фокс Ајланд, прават камп за млади момчиња. А сето тоа го завиткуваат во приказна за некоја религиозна заедница христијанска за млади, демек за продуховување на младиве, за едукација во природа, преживување, активности спортски и така натаму и така натаму. Заборев како им се викаше организацијава, нормално имаше едно фино како да кажам, неконтаминирано име, многу христијанско за организацијава. У исто време формираат првиот педофилски магазин со име Better Life или Подобар живот, кај што меѓу другото јас ги гледав и некои од тие броеви има извадоци, огласите што ги давале, кај што буквално педофили огласуваат што им треба, од што имаат потреба, што имаат за размена, а можете замислите какви биле нивните потреби и што све имале за размена. Од млади момчиња до фотографии, видеа, све тоа педофилски материјали и така натаму. Better Life се викал магазинот, кој што првите броеви се направени многу, нормално тоа било легално, се направени многу партизански, додека подоцна искачаат, тој магазин искача во многу попрофесионално печатено издание, веројатно и со фотографии во боја или појма немам што таму. И што е најинтересно, ова функционирало неколку години. И, што е уште поинтересно, у она време, преку тој магазин, а и приватно, на тој остров доаѓале многу познати фаци од американскиот джет сет и бизнис. Синови на газди на огромни корпорации, супер познати во светот. Од времето супер познати во светот. Значи ова е 75, 76, 77 година од минатиот век. И што е уште поинтересно, ниту еден од тие кои што биле на островот, на овој Фокс Ајланд, на езерото Пичиген, ниту еден од нив, откако е целиот случај пробиен, откако е целиот случај открен, ниту еден од нив судски нема одговаран. За ништо. Вклучувајќи го и главниот мотор, финансиер на целиот овој синџир за педофилија, тој нафташот, заборев како се викаше, кој што никогаш нема одговаран. Овој другиот, мислам, мој професоров по физичко наставник, што бил он нафркал, а мој другиот нема никогаш одговаран. Никогаш. А фактички овој го наоѓа него, овој му го обмислува целиот по негова наредба, веројатно и со логистика, со помош, му го обмислува целиот ланец, синџир. Значи, по големиот педофилски случај, скандал на Фокс Ајланд, на езерото Пичиген, после години се појавува Епштејн со неговиот остров на девиците, или како се викаше, или поименувам како го викаат на колоквијално. Значи, синџирот никогаш и не прекинал. Само добивал нови и нови форми. Може би измеѓу овој типот на островот Фокс, на лисицата, островот на лисицата и овој Епштејн, сигурно имало и други преодни синџири кои што донеле до случајот Епштејн. Кога ќе го видите тоа, ќе го прочитате дека постоел исто така страхотен случај како на Епштејн, сваќате дека и со Епштејн тука не е крајот.
дека тоа ќе се продолжи и дека тоа кој знае колку било пред островот Фокс и колку ќе биде после случајот Епштајн. Затоа што, како што гледате, еден веќе од кралското британско семејство се спаси, не одговараше, успеа да се нагоди со таа што го тужеше, едно тие малолетнички во времето кога он ја рчкал и чепкал. Но се излегува нови фотографии, видеа со него, со нови главни актерки, во наводници кажано, малолетнички, во многу деградирачки ситуации е фатен у тие пози, у тие слики. Така што не верувам дека пак некој ќе покрене некој обвинение против него и не верувам дека пак нема да следи некоја нагодба ако некој од тие цурици реши да го тужи. И уште колку само бивши функционери, министри, заменици министри на многу држави или на многу фондации невладени, дури за заштита на деца, има и такви кои што биле на островот, работеле како executive managers, поима неам на невладена организација за заштита на правата на децата. Мислам до таму оди таа перверзија, таа би рекол овакво контрадикторност, тој парадокс, како да ви го кажам, не знам како да ви објаснам. Се тоа држи збор. И ако биле министри, ако се активни министри или на такви некои, поднесуваат оставки од функциите само за да не бидат судски гонети. А фактички, еве го како овој членов на британското кралско семејство, само што направи нагодба, он фактички и после тоа продолжил да се гледа, има и тој податок, има и такви слики, значи после нагодбата, што било или како било тоа, он уште неколку пати се видел со Епштајн пред него да го опсат или така нешто, појма немам, пред да заврши како што заврши. И после тоа кога го прашале новинари што со тоа, типчево им одговорил на новинариве, морав дидам да се видам неколку пати со него за да демек за ферски да го прекинал контактот со него. Морал да се види со него неколку пати, за да му каже дека му раскинува, дека веќе неќе со него да се дружи. Вие од кралското семејство кога лажат не знаат кај гледаат пичко мат. Така што не очекувате некоја голема разврска, тргнати од самиот факт дека FBI ги откри овие новиве, ги декласифицираше новиве документи за тој синџир на педофилија и можете да претпоставите од кои причини зашто во тие фајлови нема да најдете некој од многу актуелните денешни влијателни луѓе во светот, највлијателни луѓе во светот кои што биле на тој остров, се здружеле многу блиско со Епштајн, многу блиски биле, а нема да ги најдете во новите фајлови, затоа што они беа едни од не едни, него затоа што токму тие беа тие кои што одлучија новите фајлови да се обелоденат пред јавност. Од кои причини може да се претпоставува, вака или онака, не икам да изигравам оној, кажете го, оној српски, он шарлатан, како го викаат, без го заборам секој што Боројев, како го викаат Боројевич, поимања. Па сега тука да ви натурам нешто да ме идеја, затоа што Иран е ово радио, а ова е ово радио, видиш, кај е ова и то радио, па ова е јео људе, они су људе. Треба да си тотално луд на таков тип, нели да... Значи, никам да бидам кој него грехота. Како? Па овие го слушаат, па водителиве кои ќе викнат емисија, па вака го слушаат. Го чекаат, го пијат со очи, што ќе каже. Шарлатан најовичен. Него некој ќе му ги каже тајните, кој зашто, затоа го направил ова или ова или ова. Ето, така сигурно го каже тоа. Мислиш со нив до вчера вака они додека ги правеле сите лоши работи у светот, дека он тука некаде од веце ги прислушкал. Од шолја влегол преку канализација, влегол од шолјата, и од тука ги прислушкал. Така мислиш? Таквите како него, вака кога ги слушаш, мислиш дека онака само едно прашање можеш да си поставиш. Види, ако овој све вака знае како што се покажува дека знае онда зашо постојат тајни служби у светот. Не треба да постојат, пошто тој Боројевиќ све знае, нема што не знае. Денес ќе се деси нешто у 2 попладне, пример, некој, пример, не дај Боже, некој авион ќе се сруши, у 2 саат попладне, он у 2:15 искача по телевизија, го викат и одма кажува теоријата. Зашто ствари, дека тоа не е стварна случајна грешка, рушењето, него тоа е светски заговор кој потекнува од тука затоа што овој му рекол овој, а овој треба ова да направи, а овој мора да го заштити овој, затоа што тоа што се случи. Значи не па еден, значи чисто ви кажам, некои
податоци реално до кои што се дошли, а не навлагам во, кажи го, во тоа интерпретација или решавање на загадката. Јас само ви кажувам, се случило тоа и претходно, можно е дека се случило и пред тоа, оти се случило и после тоа на островот во езерото Пичиген, веројатно ќе се случи и после Епштајн. Оти кога арапите стари имаат една изрека, стара арапска изрека, вика, ако нештото се случи еднаш, не значи дека ќе се случи и втор пат. Но ако се случи и втор пат, бидете сигурни дека ќе се случи и трет пат, и четврти пат, и пети пат. Само ова вие исто као овие да знаете, овие сите што сте у бракови за превари, за такви работи. Се десило еднаш, ќе се деси и втор пат. Не мора да значи дека ќе се деси и втор пат, но ако се деси и втор пат. By the way, спомнавме бракови, превари, ово, она. А што мислите кај нас во минатото немало тип на такво девијантно однесување во високите кругови, бизнис и други елити? Знаете дека имало така. Сега не може во овој степен, но бидете сигурни дека имаше. Барем јас знам од времето, кога бев многу помлад, кој, како, каде, со кого оргијаше, у кои куќи, у кои хотели, мотели, итн. Па не гледам дека некој од нив нешто и се разведе овако. Значи супер име. Сите си знаат најтопи. Ко Маск со жена му. Друже, оваков Епштајн. Кажи ми кога ја правиш најлудата журка со жена ми да ти дојаме. Жена ми многу сака да види какви журки правиш. Луда работа. Крехота. Најзаебаме кога моќта и парата ќе ти го земе паметот. Веројатно тогаш се осеќаш и недопирлив, но како што гледате, ништо што било скриено не останало скриено. Тоа ќе излезе кога тогаш на површина. Само проблемот е што главните луткари, че идеја да се формираат такви синџери, да постојат такви синџери, преку кои што ќе се забавува елитата, а умеѓу време ќе се уценува, ќе се врбува, затоа што ќе биде сликана, снимана на тие журки. Што сакав да кажам, мениве, гледате, јас будала. Нема весе, ми летна мислата, нешто сакав да кажам. Значи тоа е тоа. Се надевам дека у наредните овие документи кои што ќе бидат откриени, дека ние ќе останеме само на она со одливот на мозоци. Дека нема да ни најдат нешто друго. Оти ако ни најдат плюс уште нешто, тоа мислам дека ќе биде многу попогубно. Затоа што излезе за многу работи, вака излегува дали на Wikileaks тога што се појави, сега ова што се појави, излегува дека многу работи кај нас години наназад што се случувале биле пикани под тепих за никогаш да не се откријат, но како што реков, ете така доаѓа време кога и тие што мислеле дека најскриените работи ќе останат под тепих излегуваат на површина. Тоа сакав да кажам, она ми е криво што сакав нешто да довршам мислата, не успев, ми летна и мене некојаш да ми летне утката со се сиџим, што вика. Така што најдете, дзирнете ако можете дело тоа, но чувството кое што го остава тоа сознание, затоа и не ви советувам да дзирнете у тој како да кажам пандемониум од материјали, затоа што ќе ви се разбие и таа малци илузија за добрината што имате во светот. И за добрината кај луѓето и за све. Значи ќе ви се разбие, гледате дека како да ви кажам, дека човекот и не се родил со предиспозиции да биде добар. Дека едноставно човекот треба да се третира како како и секое друго диво животно во природата, кое што под одредени околности може да убие, може да направи најстрашен злостор со тоа што зверовите, животните, дивите животни не можат ни приближно да ги досегнат границите и злото кое што човекот може да го направи. Така што може и да не
комотно да се одлучите да избегнете да имате увид у било кој од тие материјали што се достапни, ќе се заштедите многу духовен мир и ќе продолжите да се живеете во некоја илузија за свет се убавени со такви работи. Како што реков, после вакви работи, сваќате дека овој свет не може долго да постои. Не овој свет, оваа цивилизација не може долго да постои. Ако ги земете предвид и сите други ствари што се случуваат во светот, сите турбуленции, ако ги земете предвид, сваќате дека овој што долго нема да трае. Ете тоа.